Благодарам. Второто прашање е за ветувањата во изборната кампања. Ветувањата во изборната кампања се веќе составен дел на владината програма. Имаме намера целосно да стоиме за сите наши ветувања во изборната програма. Истовремено, владината програма е императив и за нас најважен документ по кој што се водиме во своето работење. Ова ветување за повраток на 15% на ДДВ на сите граѓани е нешто кое што представува од огромна важност, заради тоа што веруваме дека ќе решиме неколкукратни потреби или одредени потреби на граѓаните или одредени слабости на системот. Според сите податоци кои што ги добиваме од скенирањето на државните институции, веројатноста е дека до 30% е даночната евазија на ДДВ во државата. Граѓаните си плаќаат ДДВ секогаш кога ги трошат своите пари. Генерално добиваат сметки на секаде, прашањето е каде не се уплаќаат парите во буџетот. Убедени сме дека од приход кој што е нешто под 1 милиарда евра, 30% се 300 милиони евра. Во државата со 2-3 милиони евра се завршуваат огромни, крупни работи или се решаваат крупни проблеми на граѓаните. Системот за спроведување на повраток на ДДВ изискува соодветна административна подготовка. Нашиот план е во второто полугодие од 2018 година во 2 региони, односно во 2 регионални единици на управата за приходи, да спроведеме примерок практичен на неговото функционирање, да ги слушнеме сугестиите и коментарите од граѓаните на еден многу транспарентен начин, предностите и слабостите и во 2019 да влеземе со целосно негово имплементирање за повраток на ДДВ на сите граѓани. Ако системот бил подготвен, институциите се подготвени, јас сакав уште почетокот на 2018 да влеземе со реализација на ова решение. Убеден сум дека ако граѓаните мотивирани од повратокот на ДДВ, од она што е вкалкулирано во нивните сметки, ќе си барат фискална сметка на секаде, ќе мора да ја добијат таа фискална сметка, доколку продавачите сакат и понатамо да ги продават своите производи на граѓаните, а преку тоа целиот систем на калкулирање и уплата на ДДВ во државниот буџет ќе биде анулиран во делот на даночната евазија која што до денеска постои. Ова е механизам кој што во некој земји дал резултат, јас сум убеден дека и тука ќе даде. Како економист верувам во него, но истовремено сакам во транспарентна, внимателна постапка да го имплементираме. Од 300 милиони евра дополнителна можност за наплата во буџетот на Република Македонија од овој ДДВ кој што до ден денеска не се уплаќа, се ствара незаконско енормно богатење на поединци во државата за сметка на доноците во државата кои што треба да бидат распределени на сите граѓани. Знам дека ќе има можност со овие 15% од повратокот на данокот вкалкулиран во фискална сметка, околу 50% од дополнителната наплата да биде вратено назад кон граѓаните, од прилика пресметките тоа го покажуваат, а 50% дури да се зголеми, се вкупната наплата и приход во буџетот на државата. Така да од приближно, 54 милиарди денари, кои што се приходна ставка од ДДВ во буџетот, барем во проекциите, тоа ќе значи зголемување за некои дополнителни 15 милиони денари, при идеални услови, плюс пари во буџетот и 15 милиарди денари, мислам, и 15 милиарди денари враќање на пари назад кон граѓаните. Тоа ако успееме 100% да отклониме даночната евазија. Јас би бил среќен и со 50% отклонување на даночната евазија, и со 60-70, со конечна тенденција тоа да биде и до 100%. Влегуваме во реализација на секое ветување од програмата, согласно можностите и капацитетите кои што државата ги има за нивна имплементација, и јас сум убеден дека ова мерка ќе овозможи вбризгување на огромни пари кај граѓаните кои што генерално ќе ги зголемат сите приходи на секое семејство со одреден лимит за побогатите. Генерално убеден сум дека во просек ќе овозможи помеѓу 25.000 и 30.000 денари дополнително пари во секое семејство, без притоа да биде оштетен приходниот дел на државата. Сигурен сум во овие параметри, сакам да бидам коригиран и проверам, затоа тргнуваме со 2 региони да ги дадат своите резултати,
А ако ги дадат овие два региони своите резултати, од 2019 тргнуваме на секаде на територијата на Република Македонија. Затоа уште еднаш да ја потенцира мерката, кога плаќаме одредена сметка, 1000 денари е нето трошокот, дополнително стои пресметка од 180 денари и вкупно е сметката 1180 денари. Нашето ветување е 15% од 180 денари дека се враќа кај граѓаните. Односно, делот на данокот на ДДВ кој ќе се пресметува во секоја сметка, или ако е пресметен данок од 5%, олеснувањето тоа се 50 денари, 15% од 50 денари е повраток на граѓаните. Гледам реакција, верувам дека имам време. Оваа значајна мерка ја користам можноста и дополнително да ја апсолутно промовирам. За жал, во својот перформанс од 2001 година до сега, со воведувањето на данокот на додадена вредност, Македонија има слабости во неговата наплата. Еден дел законските контроли дале резултат, еден дел не дале резултат. Сивата економија, која што значи неплаќање ДДВ, прави дополнително дисторзија и на вистинскиот пазар, каде што граѓаните, кои што преку своите фирми работат, се трудат честно да си ги плаќат своите давачки, за сметка на тоа сите оние фирми кои што го избегнуваат ДДВ, веднаш се поконкурентни од плаќачите на даноците и го нарушуваат фер третманот на учество на пазарот на сите. Јас сум убеден дека една ваква мерка ќе ја зголеми дополнително потрошувачката моќ, нема да зафати дополнителни пари од граѓаните, односно единствениот резултат ќе биде втемелен на тоа што државата ќе си го наплати тој дел, кој што досега не успевала да го наплати. Убеден сум дека ако внимателно и транспарентно го следиме целиот овој процес, граѓаните на Македонија ќе имат одлични резултати и дополнително буџетот ќе има дополнителни пари во својот приходен дел, посебно во оној данок кој што е најголем полнач на буџетот, а тоа е данокот на додадена вредност. Стојам на располагање доколку има и дополнително прашање.